Добро, денеска имаме посебна чест да бидеме на местото кое што е душата, срцето на главниот град Скопје. Било, ќе биде и секако и денеска останува малку понижено и со наведната глава, но секако ја испраќа она суштина која што од секогаш старата скопска чаршија имала за главниот град на нашата земја. Разговаравме денеска генерално за проблемите на занаечиите, на угостителите, на еснафот. Од овде старата скопска чаршија е едно огромно културно историско богатство, една вредна традиција, еден символ на мултиетничноста, со животот, со работката, трговијата, дејноста. Била од секогаш едно од местата кои што генерирале квалитетни работни места за генерации, да ги наречам мајстори, генерации помлади како калфите, чираците, и секој дел се градело надежна иднина за генерациите кои што доаѓале после сегашните генерации. Денеска старата скопска чаршија во неколку аспекти е, да кажам, понижена со наведната глава. Не е местото кое што го заслужува. Денеска старата скопска чаршија го нема во делокругот на она што значи интерес на власт. Разговаравме за како во Македонија пред неколку години само генерираше за занаечиството повеќе од 200.000 работни места, еве го денеска 50.000 работни места или 50.000 занаечии се тие кои што живеат од занаечиството. Сите знаеме дека овие политики на давање на огромни државни субвенции кон странските компании треба да постојат, но само кон нив не е фер према домашното стопанство, пред се овој значаен дел на малите дејности, така наречени. Голем дел странските компании се овде додека постои државна помош, го трпат она што е возможност и бегаат понатаму надвор. Занаечиите остануваат овде, дават плати на нашите сограѓани, пари кои што секако се трошат понатаму во општествените текови. Тие се трајни придобивки и вредности. Ние мораме да ги афирмираме занаетите, да ги поддржиме директно со нивните потреби, да ги заштитиме пред инспекциите кои што робусно согласно брзите закони во парламентот многу лесно казнуваат, а со тоа и затвараат цели дејности, цели објекти и луѓе остануваат без плата. Мораме да имаме разбирање заради тоа што предноста на ова наша мала земја не се огромните корпорации. Предноста на нашата земја се малите компании, во кои што спаѓаат секако и малите дејности, како што е занаечиството, а еден дел секако и угостителството, кое што овде. Разговаравме како туризмот од секогаш во минатото во Скопје тргнувал од старата скопска чаршија. Ред е да продолжи таа традиција заради тоа што ова богатство кое што има овде е огромен репрезент на нашата посебност како Република Македонија. Разговаравме за можноста за учество на Сдруженијето Еснаф стара скопска чаршија во парламентарните расправи преку комисиите, директно со можност да се вградат внатре и да учествуваат како практичари кои што се паталци од секојдневието, за да го подобрат законодавството. Но разговаравме и за она што ние како политичари можеме да го научиме од старата скопска чаршија, да го вградиме во нашите изборни програми кои што секако предстојат во периодот што ќе дојдат. За да си го дадеме ветувањето, а согласно тоа ветување благодет да имат граѓаните на Република Македонија. Така да имавме еден плоден состанок од кој што верувам само интерес ќе имат граѓаните на нашата земја. Повелете прашање ако. Господине Заев, специјалниот обвинител избра сега останува уште едно од клучните прашања во преговорите, тоа е изборниот модел. Останува ли сега само на претходниот став и како очекувате да биде исходот на преговорите во однос на ова прашање? Вако, остануваат многу значајни прашања за решавање. Секако, тука е изборното законодавство, избирачкиот список, прашања кои што се отворени, дел се решени во делот на структурата на Државната изборна комисија, голем дел е решен во делот на компетенциите или надлежностите на ДИК. Изборниот модел не е решен. Диаспората како ќе гласа не е решен. Сите сме диаспората да гласа, но тоа мора да биде уставно, гласот да вреди еднакво или да има цензус кој што секако ќе биде еднаков или приближен на бројот на гласови за еден пратеник во Македонија или гласовите, ако е една изборна единица, како што предложивме, да се калкулираат дома во таа една изборна единица. Постојат модалитети, но и ОПСИ ОДИХР укажуваат на неуставноста, односно на нееднаквоста на гласот дома и во диаспората. Регулацијата на
и проверката на избирачкиот список е важен момент. Знаеме дека треба да направиме нова регистрација, нов избирачки список од почеток, преку регистрацијата на отисокот со прстот, која што ќе го дефинира целосната веродостојност и верување на избирачкиот список не од Заев, од Груевски, од Ахмети, од Тачев. Граѓаните да знаат дека тоа е избирачкиот список кој што сите му веруваме. И тоа мораме да го постигнеме. Темата која што како точка се ослободи од сега специјалното обвинителство. Веднаш се надевам уште крајот на идната седмица или после тоа влегуваат медиумите. Прашање кој што мора да го реши. Правосудството, корективите во општеството како што се антикорупцијска комисија и другите корективи во општеството морат да бидат тема. Јас уште еднаш напоменувам. Важно е кој ќе победи на изборите и важно е како ќе бидат спроведени тие избори. Но тоа не е најважно на светот. Најважно се овие месеци. Можеме да постигнеме квалитетни реформи, каде што добитници и победници се сите. Сите, не опозицијата, не само власт, сите. Да добиеме независно правосудство, да добиеме независни медиуми, да добиеме обвинител кој што ќе тргне по постапката, па се викал Заев или Груевски, како сака нека му името. Еднакви сите граѓани пред судските инстанции. Тој што се огрешил да одговара. Овие се значајни чекори на конкретни реформи кои што тригерот на политичката криза може да ги донесе, од кој што благодет ќе има Македонија и незините граѓани. Така да предстои многу значаен период. Јас се надевам дека и денеска продолжуваат од 15 часот работните групи. Знам дека изборно законодавство е на дневен ред. Ќе се прават храбри исчекори кои што се во полза на граѓаните и државата. Премиерот и господинот Ахмети вчера изјавија дека не се плашат од новата обвинителка и дали може да се покрене евентуално процедура врз нив од аферите кои што произлегува од бомбите. Еве вака. Доказите кои што се доставени во прилог на кривичната пријава, тоа се вкупно 27 кривични пријави против високи носители на власта во државата, почнувајќи од Груевски па надолу. Се извинувам. Почнувајќи од Груевски па надолу. Сите докази се телефонски разговори. Тие се де факто слушнат глас, индикации. Голем дел од овие докази неопходно имат потреба од детална истрага и посветеност во истрагата. Но еден дел треба мала истрага, за да се подкрепат со материјални докази и да падне обвинителниот акт. Значи, јас не сум правник, но она што го знам од правниците. Космос падна и Космос е срушен. Доказите за Космос во истрага лесно се обезбедуваат. Може би во Белизе за фирмата Сирах Инженеринг, која што купила парцели, а слушаме дека Груевски зборува за неговите парцели. Треба време, заради тоа што е меѓународен дел на истрагата, да се покаже кој е во суштина собственикот на Сирах Инженеринг, а видовме дека некој господин Никовски е управител. Тука треба истрага. Но избирачкото законодавство, избирачкиот процес, избирачките злоупотреби што се случиле, лесно се докажливи. Не би сакал воопшто да влијаем на независниот јавен специјален обвинител кој што е избран, има одлична законска основа, е име за кое што застануваат сите 4 политички партии, меѓународната заедница дава поддршка и го потврди и се надевам и граѓаните ќе застанат зад него како личност јавен специјален обвинител кога ќе ги видат и неговите конкретни действија. Јас сум среќен заради тоа што вака или онака останува јасно договорот од Пржино мора да се спроведе до крај. И видовме и овој пат на вака сензитивно прашање, колку и да е тешко, договорот мора да се спроведе. Се надевам дека имаме поука, сите што учествуваме во преговорите, да не го правиме тоа 5 за 12. Сега следува избирачкото законодавство, избирачкиот список, медиумите, порано да се дефинират работите во она што се преговара, затоа што повтарам, договорот од Пржино мора да се спроведе до крај. Може ли обвинителката која што еве од одбрана и од вас и од господинот Груевски да покрене процедури против вас, дали за случајот Пуч, дали за прислушкување? Еве вака. Знаете дека предметот Пуч и 27-те кривични пријави се обврска на истрага на специјалниот јавен обвинител и обвинителството кое што се составува. Јас сум еднаков пред сите граѓани. Ако има докази за кривично дело, јавно изјавувам дека немам никаков изговор
да не ја понесам одговорноста, како што треба да ја понесува секој граѓанин во Република Македонија, доколку се огрешил пред закон. Законот мора да важи за сите нас. Темата амнестија, аболиција беше на дневен ред во овие преговори пред 15 јули, некаде март месец, април месец. Таа беше целосно извадена од дневен ред. Ако има амнестија или аболиција за некој, тогаш Македонија пуштаме низ вода. Тоа не му е никому од корус. Ако некој се огрешил од законот, без разлика дали се вика Груевски, Заев, Мјалков, не знам, било кој, треба да одговара до крај. Истовремено знаете дека доказите кои што ќе ги доставиме до јавното обвинителство се нова индиција или слушнат глас за отварање и на нови кривични постапки. Тука и Заев со телефонските разговори, тука и Груевски. Секој што се огрешил по закон. А специјалното јавно обвинителство потврди дека има индиции да отвори истрага и да обезбеди докази за ова работа. Треба, почнувајќи од Заев и Груевски, па натаму да го гони секој. Само што едно прашање до господинот од Деснав. Случајно ли се погоди денес кога имате средби со власта и со опозицијата? Да, беше случајно. Беше закажано пред време, дека ништо не ми пречеше. И средбата и со власта и со опозицијата. Да, повелете? Малите политички партии, Само малку. малите политички партии бара да се специјалниот обвинител да решава за Монструм, за Маđar Телеком, за Куманово, дали постојат можности да се прошират моделите? Законот е јасен. Имав навистина прекрасен тим од наша страна кој што работеше на законското решение, секако заедно со представниците на другите политички партии. Но она што го знам, таму е јасно прецизирано. Се што е поврзано и произлегува од неовластеното или незаконското прислушување, од содржината на неовластеното или незаконското поврзување. Ако има телефонски разговори за Монструм, а за тоа има, јас објавив, е основ да биде работа на специјалниот јавен обвинител. Ако покрај материјалните докази за Телеком постојат и телефонски разговори, веќе станува предмет за работа на специјалниот јавен обвинител. Тоа оставам специјалниот јавен обвинител да го утврди, затоа што нели меѓу другите обврски кои што се преземени, наша обврска е материјалите да ги предадеме на специјалниот јавен обвинител. Ви благодарам. Благодарам многу.